Контроверзната македонска компанија Сайтрок со израелски инвеститори за развој на Spyware повторно се најде на црните листи на САД. Според одделот за финанси, штетниот софтвер се користел за шпионирање функционери, новинари, но и граѓански активисти. Скандалот со Spyware Predator откри како државите наемуваат приватни компании за развој на интрузивен софтвер за шпионажа. Но освен за потребата на безбедносните служби и борбата со тероризам, често се злоупотребува за политички прогон. Spyware е софтвер за прислушкување и собирање информации од метата. Застрашувачки што ги заобиколува сите антивирусни програми, а не помага ниту енкриптираната комуникација на апликации како WhatsApp, Telegram, Signal. Доволно е метата да добие линк преку порака, која не треба ниту да се кликне за да се зарази уредот. Потоа се добива пристап до сите податоци, камерата и микрофонот, екранот на допир и локацијата. Според извештајот на Карнеги, празнината ја пополнуваат нови фирми, а некои од нив имаат и отворен код на Spyware. На тој начин полесно се маскира неговата употреба, со изговорот дека секој може да го активира. Spyware компаниите ги користат и дупките во европското законодавство и вообичаена пракса е да формираат подружници во земји членки на Европската унија или аспиранти за членство. Без соодветна политичка волја за построга регулација, под закана е слободата на говор, здружување и самата демократија.